вториот дел од ова издание на тренинг го продолжуваме на тема образование. Нема доволно основци, секој трет образован ја напуштил државата. За 10 години државата изгубила 27.000 основци. Ниско ниво на знаење и писменост кај македонските ученици, утврдиле анализите на меѓународните асоциации. Завршува уште еден круг од уписите на македонските универзитети. Тие натаму се вон Шангајската листа. 1500 студенти годишно заминуваат во странство, поточно надвор од државата. Како по правило, секоја нова власт најавува реформи и стратегии за подобрување на состојбата во македонското образование. Во ова издание на тренинг соговорник е токму министерката за образование Весна Јаневска. Министерке, зошто со секоја промена на власта се најавуваат реформи, а македонскиот образовен систем не е во слободен пат? Предпоставувам дека секоја нова влада, кога ќе дојде, има некакви амбиции токму да го запре овој слободен пат на образовниот систем, поточно на знаењето, односно незнаењето на нашите ученици, а потоа можеме да зборнеме и за студентите. Разликата меѓу она што досега е правено и она што ние планираме да го направиме и што почнавме да го правиме е во тоа што она што сметаме дека било добро од претходно ќе го задржиме и ќе обезбедиме колку толку континуитет во образованието на учениците, а она за кое реагирала стручната јавност, наставниците, родителите, севкупно чинителите во образовниот систем, ќе го менуваме. Уште пред да дојдеме на власт, многу долго и сериозно прибиравме прво податоци, а потоа направивме анализа и дојдовме до одредени заклучоци што треба да се промени и доколку дозволува времето, накратко, значи да, ќе се менуваат наставни планови и програми, затоа што децата ни се последни на PISA тестирањето и ќе се обидеме да ги прилагодиме на модерното современо време, да ги некако усогласиме со она што го учат врсниците на нашите деца со нивните врсници во Европската Унија. Но дел од концепцијата е за основно, што се однесува за изборните предмети во наставните, други наставни активности, задржуваме и сметам дека на тој начин обезбедуваме континуитет. Се разбира, ние никогаш не сме биле против дигитализацијата, ќе ја продолжиме, но според нашите можности и според потребите на населението, затоа што сметаме дека не може да натуриме нешто што не е справедливо. Министерке, кој и како ќе ја подготви новата образовна стратегија од наредната година, кога ќе влезе и кога ќе влезе во законодавниот дом? Стратегиите се сериозни документи кои ги формираат тимови. Секако стручната служба од Министерството, надворешни експерти, надворешни асоциации кои досега учествувале во формирање на стратегиите, УНИЦЕФ, UNDP и сите други кои ни помагаат за да направиме еден добар документ. Овој пат ќе биде направено во широка консултација со сите чинители и наставници и родители и да не повторувам сите чинители во образовниот систем. Ќе ја правиме според приоритетите кои сметаме дека треба да се направат, а тоа е едносменското работење, целодневната настава, антибулинг програми, емоционална поддршка на наставници и ученици, кариерно напредување на наставници, огромен број на обуки кои ќе бидат малку поразлично конципирани од овие до сега. Се уште треба да одлучиме за колку години ќе ја правиме. Секако предходната трае до 2025. Ние сега ги правиме подготовките и таа во парламентот ќе стигне веројатно на крај на 2025 година. Во буџетот за до година учеството на образованието треба да се зголеми од 3,4 на 5%. Какви се расходите, на што се трошат парите? Колку за плати, колку за модернизација
имавме можност непосредно пред стартот на учебната година да слушнеме дека просветните работници побараат зголемување на платите. При тоа вие рековте дека за сега простор за такво нешто нема. На што ќе ставите акцент во делот на финансискиот? Буџетот на Министерството за образование е огромен. Не би било честно, а да не кажам дека Министерството должи 5 милиарди и тоа е сериозен проблем. Исто така морам да нагласам дека кога дојдовме на власт, веќе беа потрошени огромни средства, односно не беа планирани средства неопходни за втората половина на годината. Тој долг од 5 милиарди евра, претпоставам, или денари? Денари. А за колку време, во кој период е направен? Во овие последни 7 години е грото направено, но не е ни фокус мој во овој момент, ако мене ме прашувате. Битно е дека имам толкав долг, јас како министер и целото министерство и целото наше општество само во образование. Да, огромни средства се трошат за плати, во главном на наставниците и на наставниците од високото образование. Тоа е една од најголемите расходни ставки и огромни, многу големи средства се трошат за студентски и за ученички стандард. Инаку јас, послободно ќе речам дека моето 3-месечно искуство вели дека Министерството за образование и наука е најголемата градежна фирма во Македонија, претпоставувам најголемата издавачка куќа во Македонија, најголемата печатница во Македонија и секако кога станува збор за ученичкиот и студентскиот стандард, ние сме најголемата установа која води сметка за учениците и студентите, што е дополнително оптеретување, но на буџетот, но не мислам дека тоа не треба да се прави. Тоа и во иднина ќе се прави. Значи, во првата можност, кога ќе се стабилизира државата економски, кога буџетот на земјата ќе може да си дозволи, а јас сметам дека тоа ќе биде следната година, во консултации се разбира со Министерството за финансии, ние ќе ги подобриме платите на наставниците, ќе направиме некои измени за подобрување на студентскиот стандард, секако ќе водиме сметка за ученичкиот стандард, во високото образование доделуваме исто така многу стипендии. Владата на Никола Груевски ВМРО ДПМ тогаш иницираше отворање на универзитети речиси во секој град, секое село. Дали од тогаш па натам, па до денеска, квалитетот на образованието почна да паѓа и критериумите за дипломирање, магистрирање, докторирање се сведоа на принципот секој кој сака може да купи диплома, да магистрира, да докторира? Предпоставувам дека тогашната влада имала добра идеја за приближување на високото образование и за еднаков пристап на сите до високото образование и затоа ја направила таа мрежа на високообразовни установи широм државата. И предпоставувам дека сметале дека и со проширување на високообразовните установи со приватни, дека ќе се подобри и квалитетот конкуренцијата. Како што тоа вообичаено бива во Македонија, но и на Балканите, да не сме само исклучок. Напротив, да, согласна сум, образованието во нивото од високо образование доживува еден пад на квалитетот и не се покажа оваа иницијатива како добра и ќе реагираме како влада, ќе се обидеме. Дали тоа може да биде или треба да биде повод конечно дел од универзитетите да ги затворите, бидејќи очигледно имаме премногу универзитети, а квалитетот не е таков како што ни е? Да, за ваква држава
од големина како што е Македонија, премногу универзитети имаме и јас веќе неколку пати јавно сум ја најавила дека ќе мора да превземеме сериозни реформи и во високото образование. Затоа владата формира едно временно тело за реформи во образованието, во кое ќе учествуваат исклучиво стручни лица од државните и приватните универзитети кои исполнуваат услови за да направиме план и програм, па можеби и некоја мала стратегија како да ги решиме сите овие проблеми. Да, на Македонија не и требаат 20 правни факултети, на Македонија не и требаат 5 медицински факултети, не и требаат ни, не ме фаќајте за збор за бројката, можеби 5 педагошки и така натаму, ќе седнеме, ќе разговараме, тоа што може да се обедини, да се направи можеби некој регионален план, да, и да, ќе следи евалуација на сите без исклучок. Дали тоа сакате да кажете дека евалуацијата и акредитацијата на факултетите е всушност девалвиран процес? Девалвиран е процесот, точно. Ќе следи евалуација, во моментот го користиме како инструмент само државниот просветен инспекторат, бидејќи не беа предвидени средства за евалуација, со ребалансот предвидовме средства за евалуација и да, таму каде што ќе се најдат нелегални работења, неправилни работења, ќе мора да се превземат мерки и ќе треба да има и одговорност. Секако за ово успешно да се спроведе ќе треба и промена на законот за високо образование. Веќе е почнато да се работи, но за него ќе треба малку подобро време. Министерке, и се извинувам и се надевам дека на почетокот тамо некаде март идната година и тоа ќе биде завршено. Имате ли план како да го запрете екзодусот на младите? Министерството за образование и наука може да понуди неколку алатки. Она што го очекуваат младите од Министерството е позајакната комуникација и ние веќе имаме. Во еден ден им решивме 2 од 3 проблеми, односно нивни барања. Сега се на повидок да се решат уште неколку нивни барања, што значи дека таа соработка ќе се остварува и се продлабочува. Ова Министерство за образование и наука ќе посвети многу внимание на младите. Друго што бараат младите се модерни и соодветни на пазарот на труд студиски програми. Тоа ќе почнеме деновиве веќе да го дискутираме со универзитетите, но и со Агенцијата за квалитет на образование, за акредитација или не акредитација на одредени студиски програми и начинот на кој тоа се прави, тоа ќе им го овозможиме. Ќе им овозможиме образование на младите луѓе соодветно на пазарот на труд и тоа веќе се прави преку средностручните училишта, каде што тие многу повеќе учат преку работа или во дуални паралелки, зашто имав прилика и сама да се уверам дека се задоволни и компаниите и учениците за да можат да влезат на пазарот на труд, а не сите излезот да го бараат во високо образование, каде што се одложува проблемот на вработувањето. Зошто државата нема увид, нема податок за студентите кои владата ги стипендирала, заминале на едукација надвор и не се вратиле? Тоа прашање предпоставам дека треба да го поставите на предходните министри за образование и наука. Не имате увид колку наши заминале? Да, веќе формиравме база, веќе ги контактираме тие што се тука и телефонски, тие што се надвор во странство по мејл. Дел од тие студенти го продолжиле своето образование, завршиле до дипломски, па одат на постдипломски, дел одат и на докторски. И дали тие можеби планираат да се вратат во државата? Да, дел од нив планираат да се вратат, доколку нели државата им обезбеди соодветно да го користат стекнатото знаење, дали на пазарот на труд или во науката. Правиме сериозен план. Имаме еден, јас бев пресрекна, кога од службите ми кажа, побаравме помош од една наша поранешна студентка, која е на докторски студии во Кембридж.
Јас ќе ви кажам конкретно и зашто. За концепција за талентирани деца, таа веднаш одговори, со задоволство прифати да ни помогне и ние веќе ќе продолжиме да соработуваме со неа. Дел од нив се вработени во Македонија, помал број, но во приватниот сектор. Тие што се тука, најголем од нив се во приватен Министерке, колку нашиот образовен систем влие врз етничките и етичките вредности? Дали се уште имаме бариери? Најмалку влијае образовниот систем, според мене најмногу влијае политиката. Да, ние имаме сериозна поделеност во државата и во образовниот систем. Имаме чисто етнички македонски паралелки, чисто етнички албански паралелки, па српски паралелки, па ромски паралелки и така натаму. Ако постои нешто за што би рекла дека би се остварил мојот животен сон, а тоа е мешани мултиетнички паралелки. Јас сум сосема свесна дека тоа не може да се направи во еден мандат, но ние предвидуваме и во биџетот за следната година зголемување на средствата за преку образовниот систем и преку проекти да работиме на мултикултурализам, на мултиетничност, на се она што опфаќа зближување на децата. Инаку, јас лично мислам дека само младите луѓе, и им праќам порака, еве преку вашата емисија, дека тие можат да го решат тој проблем. Возрастните знаат да бидат заковаравени во своите предрасуди, во своите ставови, во своите традиции. Политиката значајно, не на сите, оваа влада не промовира такво нешто, но во минатото и покрај идејата за едно општество за сите ние бевме сведоци на крајна поделеност и на овозможување на таа крајна поделеност, да се вратам на поентата, значи манипулирани од разни политики, возрастните стануваат тврдокорни, но ако младите ја прифатат ова идеја, од мојата комуникација со нив гледам дека ја прифаќаат, верувам дека првите чекори ќе можеме да ги направиме. А ако ги направиме првите чекори, ќе биде полесно да се движиме по тој пат. Секако ќе треба да се работи и со родителите, секако ќе треба да се работи и со наставниците, зашто никој не е имун на вакви појави, но верувам дека барем сантиметар по сантиметар ќе можеме да се движиме кон комплетна интеграција и заедништво, што ќе обезбеди просперитет прво на младите, добар живот на младите, а потоа секако и на државата. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и јас вам. Следете интервју со министерката за образование Весна Јаневска.